Голем поздрав, ви упатуваме од центарот на Скопје, Цеце и до целата екипа и во режија, секако ќе ги поздравиме утринава, токму од нашето второ на лице место и ќе ми простиш Цеце, бидејќи во моментот немам со тебе конекција, ама ќе заблагодарам на колегата Наум што ми дава само добри инструкции, дека сега во моментот можам да кажам добро утро на сите кои што не гледаат на Телма телевизија. Се надам дека досега ги реализиравте и успешно си уживавте во разговорите сите оние кои што овој четврток ги имавте секако на фреквенција на Телма телевизија. 10 минути пред да ставаме крај на уште една наша телевизиска премиерна епизода на утринската на Телма. Не можев да го изоставам од календарот пред да се збогуваме од оваа сезона и многу ми е драго што всушност во оние редовни негови работни активности утринава Але Георгиевски, наш пријател на Телма телевизија долги години. Знам дека и тој не чувствува како главни поборници и поддржувачи на сето тоа што го прави со уште првото издание кога имавме прилика јас и ти, се сеќаваш Цеце можеби на токму на Водно, односно на врвот на Водно, да бидеме дел и како домакини заедно со него да ги пречекаме првите кои што пристигна на некои први изданија на Прв до врв. И овој наш утрински пријател, морам да признам дека е главен поборник и можеби еден од ретките луѓе кои што успеваат да го блокираат градот Скопје на убав начин, поради тие спортски прилики и календарски датуми кои што секојдневно ги надополнува, барем кога станува збор. Прв до врв, Дедо Мразовска трка, сега доаѓаме до уште една трка, Але Георгиевски утрово со нас на Телма телевизија. Не знаеш колка ми е радоста и честа кога можеме вака да споделиме ваква спортска новина, урбана приказна, што всушност и ќе му даде на Скопје уште еден датум, место таму на почетокот на месец септември, да ги уживаме оние спортски активности, бидејќи мислам дека тоа ми е некаква мантра. Скопје е рамно како тепсија, има осовршена инфраструктура да го трансформираме градот и да ги искористиме сите тие можеби субститути како што е велосипедот, особено како јавно превозно средство. Веројатно јас и ти често си се гледаме со велосипедот на градот, затоа велам дека си голем поборник. Колку време помина Але од првото издание на Прв до врв и мене заборавив и јас на момент, помина повеќе од 11-12 години, можеби? Да, добро утро. Прво поздрав за сите гледачи на Телма телевизија, на колегите во студиото. Многу работи кажа, поред да одговорам на се, благодарам за убавите зборови. Навистина одамна се познаваме, нели и професионално и приватно. Така да и ние, и јас лично, и Прв до врв, Телма и вас ве чувствува како не како пријатели, како другари, затоа што нели секогаш сме тука едни за други. Фала за да, благодарам за укажаната можност овој наш најнов настан да го представиме на вашите гледачи, бидејќи е прво издание и му е потребна оваа комуникацијска поддршка и промоција, а инаку Прв до врв стартуваше 2013 година. Првото издание, значи тоа се веќе колку 14 години поминавме. А заради Прв до врв и многу други настани, нели, Мразовска трка и ред други бизнес ран, еве сега дојде на ред Центар Најт Ран. Како што кажа самиот Скопје идеален за спорт и за трчање, рамен град, нели за велосипеди посебно, за трчање е добар. А Скопје има еден одличен трчачки настан, нели Скопскиот маратон. И Македонија има многу настани, секој викенд нема место или град да не се одржи некоја трка, затоа и потенцијално место сме. Можеш да признаеш дека сме потенцијално место да создаваме вакви спортски настани. Да, што велиш и со може маратонот, меѓутоа и со твоите настани последните повеќе од 10 години се докажи покри предизвиците некој пат кои нели ни се препрека можеби на патот и се соочуваме, сепак остануваме достоинствени и конзистентни во работата. Така е, значи, ете, ние сега сакаме да направиме заедно нели со општина Центар и во општина Центар еден нов настан кој што го нема нели во календарот на трки, поинаков ноќен. Значи, покрај што ќе биде спортски, ќе биде и многу забавен, рекреативен, сакаме да направиме нешто уникатно, со богата програма, различно и ете на 12 септември на календарот е закажан Центар Најт Ран, значи трчаме во Центар навечер. Именно се наоѓаме токму, читам дека името на овој парк го носи јас и ти, ако добро помнам, ако не тука сме во близина или во центарот на онаа Боемска улица, токму до нас е и бистата на почитуваниот Горан Стефановски. Всушност, ова е местото каде што ќе се циркулира трката, затоа што вие велите дебар мало ќе си го запознаеме од друг аспект, со велосипеди и всушност со трчање и генерално вие поддршка и град Скопје, да, општина Центар. Личностите, значи нема да се шириме низ Скопје, ќе се задржиме во општина Центар, меѓутоа и со фокус на дебар мало, паркот на франкофонијата, кеот, значи ќе биде
компактна патека која што се уште не е објавена и се работи на неа, меѓутоа ќе биде буквално овде за да бидат анимирани и жителите и угостителските објекти и сите оние кои што циркулираат во сабота навечер, 12 септември е сабота, за да биде центарот на Скопје, познатото Дебармало, кое што е атрактивна локација за излегување, да има уште една содржина во годината. Именно ќе потсетиме, бидејќи сепак е 12 септември, имаме уште 51 ден, како што веќе одбројува самиот бројчаник на веб страницата за пријавувањето, во моментот е во ек. Така што соодветно е време токму во утринска антилма да ги најавуваме овие генерали и податоци дека во моментот додека не следите може да се пријавите за трката, новата урбана трка во Скопје, центар најтран или ноќната трка трчање во Скопје. Велиш од самото појавување на тој бројчаник и всушност на веб страницата кога се пријавуваат, веќе ги имаме првите 200 пријавени, значи дека добро врви работава. Доста позитивно сме изненадени, бидејќи минатата недела го отворивме пријавувањето, на некој начин многу блиску до датумот на одржување на трката и затоа немавме некои големи очекувања за посетеноста. Нашиот главен фокус беше да направиме добра програма, па кој се пријави со оглед на тоа што е лето и што е само на 2 месеци до трката, меѓутоа за неполна недела имаме 200 пријавени, што е одлично, има уште многу време. Нашиот народ е познат по тоа дека се пријавува во последен момент, така да очекуваме бројката да се дуплира, можеби уште повеќе да отиде нагоре. Она што треба да го кажеме дека настанот се состои од две трки, значи ќе има една трка на 5 километри, која што обично е помасовна и за сите оние кои што трчаат помали стази или сакаат да трчаат, да може и да ја изодат, само ако сакаат да бидат дел од настанот, и ќе има и полумаратон, тоа е за оние кои што се бават со трчање и кои што ветерани. Поискусни се, а не мора да се ветерани, може да се и почетници и млади, меѓутоа тие што се бават со спорт, со трчање и што може да истрчаат 21 километар или 2 часа да трчаат час и половина, зависи кој колку е спремен, 3 часа, значи имаме и таква трка. И пријавувањето, како што кажи ти, е отворено на веб страницата на Прв до врв, секој може да се пријави и да на 12 септември да биде дел од овој нов и се надевам многу оригинален и уникатен настан. Не се ни сомневам, бидејќи сме на само 2-3 минути пред да означиме крај на утринската, сосема за крај претпоставам дека остануваат и бизнис ран трката, и Дедомразовската, и Прв до врв, ова е уште една дополна, меѓутоа верувам дека од ова се раѓаат постојано идеи. Ако нешто ти пречи и сакаш да веднаш ги ревидираш некои работи во Скопје, апропо и сообраќај, бидејќи бевме сведоци пред малку, можеби за жал на некоја сообраќајна незгода тука, се уште имаме проблем можеби со сообраќајната култура, односно не култура, кои работи би ги стрибил во секунда? Ајде ќе се задржиме на сообраќајот, бидејќи тој има дуперни точки со ова што го работиме, нема да зборуваме за други општествени феномени како хигиена и така натаму. Некаде имам прочитано, го немам комуницирано со одговорните во општината, дека Дебармало треба да се затвора за време на викенд за сообраќај. И пешачка зона да биде? И центар ран е одлична можност да направиме проба како тоа ќе изгледа, бидејќи ние ќе ги затвориме улиците, А што се однесува до сообраќајот, ќе одам малку пошироко на Прв до врв, значи јас водно час поскоро треба жичарата да се направи до градот, значи не само да биде од средно, за да има алтернатива за качување за оние кои што не спортуваат и да се забрани за автомобили дефинитивно, затоа што тоа не е диамант е водно за Скопје и тоа треба да се чува и негува со сите расположиви средства. Значи има жители, има индивидуи кои што не може да се качат и покрај тоа што има автобуски превоз и значи за нив има отстапки или тој што инсистира да оди со автомобил треба да има рампа и да биде многу скапо да влезеш со автомобил на водно. Затоа што пак ја кажам, тоа е од непроценливо значење за градот. Многу ти благодарам. Како што и во изминатите повеќе од 10 години сме во една тесна релација за да ги најавиме и да бидеме, пак ја кажам, главни поборници можеби на она што значи Скопје да ја доживее таа велотрансформација. Ти си знаеш и еден од најважните алки и еклатантен пример за тоа. Остани ми во оптимистичен дух. Ке се видиме секако во пресрет на новата сезона и уште еднаш дадеме најава. Меѓутоа во овој момент ако не гледате на Прв до врв, веднаш пријавете се да направиме еден вистински карамбол, исто како за маратонот и овој пат да го блокираме Скопје, особено Дебармало, каде што всушност ќе се циркулира
5 километарски трка и полумаратонот 21. Ве чека секако, пријавете ги вашите генерали и се гледаме здравје Боже во почетокот на месец септември. Голем поздрав од Алек и Марко, колегата нам зад камери, од ова на лице место.